Почитувани, агенцијата заедно со Министерството и другите институции посветено работиме во унапредување на условите за развој и модернизација на нашето сточарство и на самите фарми. Таков е и денешниот пример, каде со средства од програмата за рурален развој, а преку јавното предпријатие Пасишта, се врши електрификација на пасиштата за кои се во државна собственост и се набавија системи за водоснабдување, вклучително и поила за стоката во вкупна вредност од 20,2 милиони денари. На овој начин овозможуваме на бачилата соодветни и поволни услови за нивен развој, поквалитетни услови за самите сточари кои подолг временски период поминуваат на пасиштата, а исто така водата и енергијата повеќе нема да бидат проблем. Полека, но сигурно, македонските пасишта и бачила ги доближуваме до стандардите на Европската Унија. Средства за рурален развој и поддршка на земјоделството има. Тоа го докажавме со вчерашната исплата на средства за мерката за држани женски јагниња и јариња, со тоа што на 4945 сточари, кои што во минатата година задржале во матичните стада женско јагне и јаре, исплативме 88,6 милиони денари. Преку навремена и неселективна исплата на субвенциите и за земјоделците и за сточарите, покажуваме посветеност во создавање на поволни услови за развој на агросекторот. На овој начин директно вбризгуваме нови средства, свеж капитал, кај сточарите и кај земјоделците, кои можат да ги реинвестираат во набавка на нови репроматеријали, обнова на стадото, набавка на храна и прихрана за нивните стада. Исто преку овие мерки сакаме да помогнеме и развој на домашното производство на свежо месо и млеко. Неселективната и навремена исплата на субвенции за сите корисници кои правно, законски се стекнале со право на користење на истата продолжува и понатаму. Во еден ден и без никаква селекција, парите за земјоделските субвенции се исплаќаат во период кога на земјоделците и на сточарите средствата им се најпотребни, односно во овој период кога навистина ваквите средства, сигурен сум, ќе најдат добра примена и ќе бидат добра финансиска поддршка за да се справиме со сите последици од COVID-19.